Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Иран вели дека САД треба да ги прифатат последиците откако американско беспилотно летало се урна на иранска територија порано месецов. Ова уследи по повикот на администрацијата Иран да го врати леталото. Еве ги деталите. Иранското министерство за надворешни работи им порача на САД дека треба да се извинат, а не да го бараат леталото назад. Иран и пред Обединетите нации се жалеше дека САД го прекршиле меѓународното право, а во денешната изјава тоа го повтори. На средба со новинарите вчера председателот Барак Обама одби да коментира по, како што рече, класифицирани разузнавачки прашања, но рече дека САД побарале враќање на леталото. Одговорот на Иран беше во согласност со очекувањата на американската државна секретарка, која изјави, имајќи го предвид однесувањето на Иран во минатото, очекуваме тие да се оглушат на барањето. Шон Марфи, професор по право на Универзитетот Џорџ Вашингтон, беше еден од надворешните советници на Македонија во случајот пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. За пресудата, нејзиното толкување и значењето на меѓународното право од интервјуто на Гласот на Америка што го направи колегата Гоце Јаневски. Меѓународните судови не се непозната сцена за професорот Марфи. Ја застапувала американската влада во случај пред Меѓународниот суд за воени злосторства во поранешна Југославија и други инстанции. Покрај Македонија, тој е правен застапник за Косово во Меѓународниот суд на правдата. За значењето на овој суд вели: Има уникатен аспект што овозможува на земја која можеби нема специфична моќ да влие или да ги промени ставовите на друга земја пред судот во Хаг да го изложи спорот, што овозможува простор за рамноправно представување. Судот одби да и наложи на Грција како да се однесува во иднина, но навести дека не очекува однесувањето за кое беше тужена да се повтори. Марфи го коментира тој дел од одлуката. Судот утврди дека Грција го прекршила меѓународното право во 2008 кога се спротистави на обидот на Македонија да влезе во НАТО. Иако Македонија побара и заклучок со кој Грција ќе се воздржи од слични постапки во иднина, судот одлучи дека нема потреба да донесе таков заклучок, затоа што согледа дека претходното однесување на Грција било незаконско. Овој заклучок има на тамошна применливост и судот очекува и претпоставува дека Грција ќе се однесува законски во иднина. Но што доколку грчката страна остане на своите позиции? Професорот вели дека тоа ќе биде нарушување на меѓународното право и се поставува прашањето дали другите земји ќе му посветат внимание на тоа понатамошно нарушување, дали ќе го прифатат грчкото држање, дали тоа ќе има последици и се разбира може да доведе до ситуација Македонија повторно да се врати во судот и да побара нова одлука. Дали пресудата на Меѓународниот суд на правдата е обврзна за организации како НАТО и Европската унија, кои имаат собствени механизми на донесување на одлуки? Марфи смета. Одлуката на НАТО во 2008 е последица на незаконско дејствување, како што потврди Меѓународниот суд на правдата. Јас мислам дека НАТО членките сега треба да се соочат со фактот дека резултат од тоа незаконско дејствување беше одлуката на НАТО што останува и денес, а тоа е отфрлање на македонската кандидатура за членство. Се надевам дека НАТО членките ќе ја преразгледаат одлуката што ја донесува во 2008. Се надевам дека во мај на следниот самит во Чикаго НАТО ќе ја преразгледа одлуката и, иако судот му нема наложено, ќе одлучи дали да ја прими Македонија без влијание од грчкото незаконско противење. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмунсен на објавувањето на одлуката на судот реагираше со коментар дека Македонија ќе стане членка кога ќе биде решен спорот околу името, а посредникот на Обединетите нации Метју Нимец и Стејт департментот ги повика обете страни да ја употребат пресудата како поттик за надминување на спорот. Целиот разговор со професорот Марфи ќе го најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. А ние продолжуваме со другите содржини. Американците трошат многу пари за здравјето на нивните домашни миленици, што не е само за вакцини. Ветеринарни експерти во моментов истражуваат нови третмани за животни болни од рак. Како што ќе видиме од следниот прилог, ова може да даде вредни информации и за природата и третманот на рак и кај луѓето. Ова е Салса, мачка која и прави друштво на Крис Кондети во нејзиниот дом во близина на Вашингтон.
Токму овој однос кон животните како дел од семејството прави американците да трошат многу на здравствената грижа на милениците. Официјален податок е дека во 2010-та во САД биле потрошени 13 милиарди долари на ветеринарни услуги. Тие пари не отишле само на подобрување на животот на овие животни. Дел има позитивно влијание и на медицинската грижа на луѓето. Ветеринарите имаат пристап до огромна датотека креирана од ветеринарните центри ширум САД. Една од нив се наоѓа во Националниот институт за здравство во близина на Вашингтон. Доктор Чанд Кана работи на клиничко тестирање на лекови за ракот на кучињата. Тој е убеден дека наоѓањата имаат потенцијал да им помогнат и на луѓе болни од рак. Речиси секој рак што се појавува кај човекот го има и кај кучињата. Ветеринарите велат дека истите напредни тестови на скенирање што се за човечки пациенти може да се користат и за четвороножни пациенти. Научниците уште откриваат дека и луѓето и кучињата реагираат на ист начин на лековите за борба против ракот. Студијата несомнено обезбедува подобра грижа за домашните животни, но третманот на животните им овозможува на научниците да дознаат многу повеќе за различни видови на рак за покусо време. Доктор Ким Селтинг од Универзитетот на Мисури, каде неодамна изведена студија за рак на мачки, вели: Животните побрзо стареат, нивниот рак побрзо напредува. Можеме да добиеме одговори за тоа дали нешто дава резултати или не, многу побрзо. Предуслов за тоа е размена на информации меѓу ветеринари и специјалисти за рак кај луѓето, што веќе е во пракса. Се помалку се таквите што ги негираат климатските промени, иако глобален договор нема, а Соединетите Американски држави не присуствуваа на последната конференција во Дурбан. Но Вашингтон, ако ништо друго, признава дека нешто во врска со нашето однесување треба да се промени. Од светилки до превозни средства, се може да има подобра алтернатива, особено ако си има предвид и днината на нашата животна средина. Утре ве водиме на изложба под покровителство на американската влада. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И тоа е се од нас за денеска. Ве очекуваме овде и утре, а до тогаш поздрав од Вашингтон. До гледање.